глубоки джебови, za tugi globoki džebovi, kopaj si crni grobovi. kopaj si crni grobovi, Za sebe samo rgaj si, za sebe samo rgaj si, za sebe matki trgaj si, za sebe maki trgaj si, niži si gerdan uslovi, niži si jedan uslovi, niži si alki kovani, niži si alki kovani, niži si sinđir železen, niži si sinđir železen, okolo indeksot navezen. ovu indeks od naveze. Денеска сме тука заедно со една цел за подобри студии во медицината. Говориме за еден закон кој што е нецелосен, некомплетен, не сме информирани за неговото одржување. Едноставно не знаеме како и кога ќе полагаме државен испит и доведени сме до самиот раб, каде што станува збор дали ќе ги продолжиме студиите, затоа што полагањето на државниот испит представува услов за запишување на трета година, нешто што досега никогаш не било. Како што изјавив и во претходната изјава, значи студентите по медицина не се против испити, не се против пракса, не се против реформи во образованието, напротив, сакаме подобри студии по медицина, сакаме навистина сите кога ќе излеземе после 6 години да излеземе како комплетни лекари, кои што во целост нели ќе знаат да пружат здравствена грижа, но се наоѓаме да кажам во еден ќорсокак каде што министерството не се огласува. Ние испративме барање со средба, сакаме да се видиме, да разговараме со надлежните како би донеле овие проблеми да ги разрешиме и да продолжиме нели доколку станува збор за државен испит, нели негово целосно имплементирање како би можеле да се спремиме. Праксата како ќе се изведува, кога. Имаме проблеми каде што студенти од Тетово, од Гостивар се распоредени на пракса во Битола, во Гевгелија. Значи тоа е нешто што според нас не е во ред за време траење од 45 дена. Тоа е нели дополнителен трошок на студентите. Се надеваме дека на овој начин ќе бидеме слушнати, ќе бидеме повикани и ќе изнајдеме решение за нашите проблеми кои ги имаме и сите заедно ќе се бориме за подобри студии по медицина во Република Македонија. Во вашиот повеќе стои дека спорни се два членови од законот. Може да ми објасниш кои се тие? Токму така, членовите 4 и 5 се оние кои што се најспорни, во кои што нели се зборува за праксата, се зборува за државен испит. Нели останатите членови се осврнати повеќе на литературата, која ја поздравуваме, но повторно зборуваме за државен испит кој што не знаеме кога ќе се полага, не знаеме што ќе полагаме, не знаеме каде, не знаеме дали не е скратена една сесија, пракса која не знаеме како ќе се одвива, каде ќе се одвива. Значи едноставно бараме одговори на нашите прашања, да ги решиме сите заедно овие проблеми кои ги имаме. Во трета година. Оваа замисла представува лудост и сите го знаеме тоа. Нивните барања се нереални. Вклучувајќи ги сите нејасни услови за пристап кон испитот, како за изведување, а и начинот на кој што ќе се определува процентот на положеност.
задоволство не потекнува од желбата за помалку испити. Не потекнува од желбата да ги отфрлиме сите можности за странска литература. Не потекнува од тоа да избегнеме пракса. Напротив, како академски граѓани, нема нешто што би ни причинило поголемо задоволство од подобрување на квалитетот во нашето образование. Но не вака. Не на овој начин. Овој испит е само начин на вештачка елиминација на студенти кои Министерството во моментот ги смета за вишок. Ова е директен упад во автономијата на нашиот универзитет. Нашето барање е положување на овој испит да не представува услов во трета година на студиите по медицина, туку да се искористи во вид на евалуација и проценка за негово подобрување. Сакаме факултет кој ќе ги рефлектира студентските ставови. Сакаме факултет кој ќе ги рефлектира студентските ставови. Реформи во кои ќе бидеме инволвирани сите ние, студентите, професорите, Министерството. Ве замолувам за еден аплауз за сите овие професори тука кои што се кој ќе го градиме сите заедно, и со заеднички сили ќе се залагаме и бориме за квалитетна медицинска едукација. Ќе се залагаме и бориме за развојот и квалитетот на здравството во Република Македонија. Министерството веднаш не прими, значи од кабинетот на министерот веднаш реагира, не примија, ја поздравуваме нивната добра волја. Спремни се да продолжат нели во постојана комуникација со нас, со работни средби кои ќе ги формираме, да ги напишеме нашите барања кои се и тие нели тврдат и сите заедно веруваме дека нели ќе најдеме решение, но тврдат дека сето она што може во моментот да се направи во однос на законот, сите олеснувања кои што може да се направат, дека тие ќе ни излезат во пресред, за укинување целосно на целиот закон, во овој момент не верувам дека можеме да зборуваме затоа што нели немаме собрание, распуштено е собранието, но сите оние олеснителни околности кои може да ни ги пружи Министерството, кои не се ставени нели во законот, ќе се потрудат да ни ги овозможат, нели, и ќе продолжиме понатаму со работни средби, сите заедно да изнајдеме решение за нашите проблеми. Дали ве прими министерот лично или представници? Представници од кабинетот на министерот. А кои се тие олеснителни околности? Вака. Се говореше многу, се дава многу предлози од наша страна и од нивна страна. Значи, говориме и за дополнителни сесии, говориме за условно, нели, сето тоа е во природа нели на преговори се уште, но говориме за намалување нели на праксата како би можеле да се спремиме повеќе во однос на државниот испит, како би можеле нели сите да поминеме натаму и да не загубиме година од нашето студирање. Се уште како студенти
немаме став како и што кои ќе бидат нашите барања, ќе организираме голем број трибини. Во овој момент имаме само добра волја од нивна страна и од наша страна дека ќе се обидеме сите заедно некако да изнајдеме решение. Може само еден предлог. Зошто праксата да не иде по завршување на испитот? Вака, значи ние ништо не го воревме тамо и не дадовме конкретно што сакаме и што бараме. Лично побаравме да се лично побаравме да организираме ние трибина наша, каде заеднички внатрешно ќе се договориме што бараме и што сакаме. Секунда. Главниот проблем е што сега моментално, значи да сака да се укине вака да го снема, нема собрание што ќе го направи тоа. Ама тие немаат Значи, прашања. Чекај секунда, извини, да довршам. Се што не е отворено за толкување, нема како да се смени. Законот е тој и касно реагираме. Ама се што може да се олесни во ситуацијата ќе биде направено. Значи го говориме и прашања, датуми. Имаме ни за предлози, сега нели не би сакал ни јавно ни ништо. Не знаеме дали од тие работи да не шпекулираме, ќе седнеме сите заедно како студенти, значи ќе направиме, ќе договориме, ќе напишеме барања и ќе ги доставиме и ќе продолжиме со постојани работни средби, нели како што ни е ветено. Доколку нели не продолжат работните средби и доколку не се да кажам исполни се тоа што ни е ветено, нормално дека ќе продолжиме со демократско сите демократски алатки кои ќе ни овозможат нели изразување на нашето незадоволство. Но овој момент тоа е на што се разговараше.